17 часот и 45 минути. Стартува уште едно издание на Животна приказна. Јас сум Здравкица Милич и овој пат ќе бидам добар домаќин и ќе угостам уште еден гостин кој што се надевам дека и овој пат ќе се отвори, ќе извлечеме нешто што навистина треба да го слушне јавноста, една убава pouка, една убава животна приказна и дека ќе бидеме гости во вашите домови цели 45 минути. Слушнете за кого станува збор и секако останете со нас. Почитувани гледачи, наш вечерашен гостин е актерот и стендап комичар Бојан Велавски. Роден и израснат во Скопје, а неговите чекори во светот на глумата се уште во најмлади години. Наше мало и големи и мали се двете детски серии во кои Бојан Велавски ги покажа своите актерски способности. Денеска важи за еден од нашите најпопуларни стендап комичари, а доказ за тоа се преполните сали каде тој настапува. Господ гледа! Абе, кој Господ? Ода го гледа! Веќе во кратката најава видовте за кого станува збор, а јас сега ќе кажам добре дојде официјално на Бојан Велавски. Бојан, добре дојде во Животна приказна. Драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме за некои животни, реални муавети и се надам дека ќе ти биде пријатно во моје друштво и секако со гледачите на Македонската телевизија. Ти благодарам, Здравкици, многу ми е драго што се враќаш назад Ти на екраните во Македонија. Ти благодарам. Повели, ова е твоето место. Ќе зборуваме за оно што ни се случува секојдневно. Се надам дека се почесто наидуваш на луѓе кои ќе придат добронамерно и ќе те прашаат како си. Колку имаш такви искрени луѓе кои од се срце те прашуваат како си, а не проформа? Па, знаеш како, ќе направиме една паралела со бившиот премиер Груевски. Добро. Се сеќавам на еден негов митинг, така нешто збореше од Лјавна вест и као при крајот пред изборите тогаш, кога беше 2015-16, веќе не се ни сеќавам. Вика да не те праша некој како си. И вика дојде една жена ме праша како си и се сеќавам дека 10 години никој не ме прашал како си. У принцип публиката кога те сретне не те прашува како си, нити во приватен момент, нити на сцена нормално, тоа и не треба да ја интересира публиката. Ние работиме и постоиме за публиката и ти и јас. Така, но приватно. Приватно е сосема друг момент, тоа е еден мал круг на луѓе, нормално, сериозно мал збориме за некои 20, 30, 4. Луѓе со кои што сум постојано во комуникација, со кои што си разговарам на сите теми нормално. Така да тоа е мал круг на луѓе. Конкретно денеска те праша некој како си, дали си добар со здравје? Денеска не се видов со никој од блиските, не стигнав, така да веројатно кога се вратам дома после емисија, предпоставувам жена ми ќе ме праша како си. Обично знае да ме праша. Има утното неколку пати и ги бројам. Иако мисли дека не ги бројам. Има жолт картон, Не сме стигнали до жолт, значи треба знаеш као 3 фаула па жолт на вториот е сега. Добре, има фора за тоа. Дали луѓето мислиш по некое твое видување дека во последно време поради динамиката на животот, поради се оно што ни се случува, немаат време да се осврнат, да се занимаваат со некои основни прашања кои што навистина многу значат? Колку заборавивме на вистинските вредности? Види, трката, знаеш како, имам чувство дека откако ми се роди детето, дека имам потреба повеќе да работам. Тоа веројатно е некој природен инстинкт, нагон, не знам, животински момент останат од времето, дека, знаеш, треба да работиш за да ја прехраниш фамилијата. И тоа е еден, сега да употребам еден англиски, драйв, момент што те движи и го чувствувам многу поагресивно откако ми се роди детето, дека имам потреба да работам, дека се нешто фали, а нема врска, суштина. Дека други работи не се толку важни, бидејќи детето не те прашува дома. Па да, знаеш како баш пред неколку дена имав една ситуација која што ме извади малце така од колосек, не ме изнервира, не е од тој тип, туку едноставно не е битно сега што, туку едноставно седнав да си направам листа на работи и тоа треба човек да го прави од време на време. Приоритети? Не, што имаш?
Што у моментот имаш, што те прави среќен и што имаш. И кога ќе видиш у моментот што све имаш, сваќаш дека таа работа што ти извадила од колосек е тотално небитна. Пошто имаш здравје, имаш фамилија, имаш дете, жена, стан, полна трпеза, работа, кола, кариера, идеја за својата кариера, работиш, што оствариш, пријатели, контакти, мајка, татко, брат, сите се живи и здрави. Што е најважно, сите се на број. Така, кога го ставиш све тоа на папир, некако е, знаеш, се друго станува као многу помало. Секој проблем станува многу помало. И баш е тоа она што сега, знаеш, бркаме некои успеси, некои работи кои што се важни, меѓутоа у одреден момент мораме да си направиме листинг да видиме до кај сме. Тогаш ќе сватиме колку многу имаме. Колку многу имаме и колку имаме, знаеш. Не е се, мислам, најмалку мислам на парите тука. Така, материјалното е нешто што не е клише, стварно најмалку мислам така, на парите. Апсолутно. Кога ќе се навратиш на твоето детство, каде си растал, со кого си се дружал, имаш завршено глума, исто ме интересира кои актери кои што се денеска познати беа во твојата класа. Какво ти е едно искуство од тие денови? Па јас растев, имав едно прилично интересно детство, различно од детството на многу деца, заради тоа што на некои 10 години, 11 влегов во наше мало. Тоа беше еден огромен проект и практично од 10-11 години до 15 години јас немав летен одмор. Да, навистина популарна серија Наше мало. Нели сите имавме распуст, јас немав распуст. Негде од крајот на мај, моите оценки во школа се заклучуваа во мај. Поради снимањето? Да, почетокот на април почнуваа припремите, до средина на април имав простор да нешто подсредам некоја оценка. Веќе 1-2 мај после празникот веќе бев одсутен од училиште, не бев таму. Се до крајот на август, првата недела од септември. Имаше еден период кога ми се погоди и Наше мало и Големи мали во едно лето ги снимав. И тоа беше стварно еден многу динамичен период, сум имал тогаш да речеме. Значи во покана беше дел од Наше мало? Тоа не беше покана, за разлика од тоа како сега, нели, во светот на возрастите како тоа функционира. Тоа беше аудиција. Кастинг од 3-4 илјади деца, за кој што јас не бев свесен дека постоел. Мене дојде едно драмско студио, одев тогаш, дојде ме уснима и се појавив директно на финале. Немав појма дека имало по 20 школи, по 3000 деца. Значи, немаше врски, така? Немав јас некакви врски, мислам, татко ми во Железница, мајка ми во Житолукс, какви врски, мислам да билеме. Како да ти кажам. И отидов директно таму, во финале со 15 деца. Секој ден испаѓаше по едно дете. Значи, утре дента одиш и гледаш дека некој ти фали. За секоја улога имаше по околу 10-15 деца. За некои улоги имаше многу помалку, некои веќе беа избрани. Така, колку 10 години имаше тогаш? Па, мислам дека така нешто беше. Бев трето деление, нешто така ќе му дојде. Тогашно четврто, 9-10 години. Факултетот ми е после тоа, нели? И беше популарен во мало. Па види, тој период, не знам сега, не знам дали имаме, може сега ќе звучи маце, знаеш, кога јас ќе го кажам, може звучи без везе, или не знам арогантно, не знам како да го кажам. Ние тогаш телевизијата беше апсолутен медиум заедно со весниците, ми тоа телевизијата беше апсолутно, значи немаше тогаш интернет па сега овој станал познат, не. Тој што е на телевизија, тој што особено националниот сервис кој мислам дека тогаш беше само и не, и Ајден беше тогаш. Ајден, Наше мало последните 3 сезони, најгледаните 3 сезони се на Ајден, колку што памтам. И јас имав да речеме за нас што бевме во таа серија беше опасно по живот да се појавиме во средина со многу деца. Јас сум отишол еднаш да го земам брат ми од школа, бев тогаш 8 оделение, тоа е веќе врвот на Наше мало по популарноста. Јас влегов во школа, жива глава едва спасивме со брат ми. Што се случи? Па, мислам како ти кажам, идам на 4ти кат да се качам, во еден момент позади мене се вртам и цело школа деца стои. Бараат автограф. Ма не знам што, мислам хаос, буквално. И тоа ниво на популарност, и тука ги поминуваш сите тие детски болести кога станува збор за популарноста, за сега, мислам, сега сме неспоредливо помалку популарни во... Да, и се има поинаква драж, за разлика од тогаш. Па, то тикам на телевизија, тоа што го гледаме, значи Наше мало беше најпопуларна песна, посите имаш тоа што плисти со гласање, со SMS, ако се сеќаш. Да. Ние одевме низ Македонија, правевме караван
само со песната, да речеме песната, оди се не одиме, не знам, у Кавадарци или со децава, у комбе не качуваат и само ќе застанеме у Кавадарци, има деца кои што доаѓаат и се автограми со нас, дали делевме маички, цедиња. Тоа беше стварно. Значи имаш едно поинакво детство поради тоа што се практично појави во таа серија. Детство кое што нетипично детство. Тоа е многу различно од децата кои што играат фудбал или криенка или џамија, што све се играше, не знам, брканица у тоа време. Многу малку сум играл тоа. Беше немирен како дете? Не. Се сеќавам дека мајка ми некој пат ми кажано дека со мене не осетиле дека имаат. Можеби како до третата година сум сериозно болен како бебе, по козле, по апона. Градинки така на. Значи хаос, од третата година како со нож пресечено, веќе немаат со мене. Имаш брат, сестра? Имам помал брат, он така малце као дете. Да, брат ти кога си го земал. Да, подинамичен, така да речеме, да. За разлика од тебе. Да, и после веќе доаѓа факултетот каде што одлучуваш да запишеш глума. Кои познати актори беа во твоја класа, кои се денеска, да кажам, популарни? Денеска, па се тоа популарно е, нели, секој различно си го доживува. Познати на јавност. Па, да речем, со мене во класа беше Влад Чилиевски, Бог да го прости, Владко. Тој беше со мене во класа. Со мене во класа е една од можам да кажам, најдобрите, најперспективни актери кои што допрва треба да ги доживеат своите звездени моменти во кариерата, Дарија Ризова. Во драмски театар е одличен Александар Степанулевски. Мислам дека еден од водичките актери, така се не знам во моментов како е, но знам дека беше скоро во сите представи до пред некоја година, сега моментов немам информација. Но одличен. Мислам дека е и асистент на факултетот за драмски уметности. На местото сега Зоја е таа што не беше нас асистент, сега таа е професор. Така немаш матичен театар? Немам, а иронијата е дека со две представи во кои што сум учествувал се отворени два театри. Театар комедија игра во првата представа, игра добра, има убава улога. Една од позначајните улоги внатре во представата и не знам дали го знаеш, има еден театар во се викаше порано детски театарски центар, сега не знам како се вика, во Чаршија. Официјално тој е отворен со друга представа, меѓутоа неофицијално првата представа одиграна во тој простор беше Наше мало театар, бевме јас, Атиџе и Бени. И таткото и мајката на Бени, мислам дека во таа представа. Значи беше баш со таква представа, мултиетничка, тоа нели беше поентата. Така да немам матичен театар, меѓутоа еве ќе откријам сега малку некои работи кои што не знам сега дали имам веќе понуди од две институции, една е во Скопје, една надвор од Скопје. Ги разгледувам, па ќе видиме. Сакам да се вратам бидејќи сепак тоа е мојот повик. Ми беше одземен пред 15 години, на еден неубав начин. Меѓутоа, на крајот од денот, мислам дека и подобро што така се случи, бидејќи сепак Господ работи на мистериозни начини. Така, никогаш не знаеме зошто е тоа добро. Сега го гледам како дека ако ми се случише театар комедија тогаш, дека многу работи нема што ми се случуваат сега. Спомена дека во средно училиште ти било најбава. Мислам дека на сите нас некако во тој период, затоа што созреваме, тие пубертетски, тинејџерски години и така натаму. Како ти беше на факултет? Една твоја изјава исто ме фасцинираше дека од 16 до 22 години ти бил најтежок период во животот. Тоа е негде втора година средно и факултет. Зошто ти беше најтежок тој период? Па, меѓу прва и втора средно, татко ми останува без работа. Потоа, летото, во јуни, така нешто беше. Веќе во декември или јануар таа година, декември, значи после само неколку месеци, мајка ми останува без работа. И знаеш како да не си им во кожа на тие луѓе. Јас сум, да речеме, тогаш средно, брат ми веќе доаѓа на кај средно и тоа трае. Јас се запишувам на факултет, брат ми и полека одам на кај крајот на факултетот, брат ми веќе е студент, значи практично имаш
горе-долу исто време, студент и средно школа ученик. Да, кога треба да се излегува во град, И двајцата сме едно време на факултет, така нешто јас при крај он се запишува. Многу тежок период, мислам види, не сум ја единствениот, тоа се илјадници семејства, десетици илјадници Да, но семејства. ретко кој говори јавно за тоа, ретко кој е горд на сето тоа. И искрено, навистина ми е многу драго што еве искрено за тоа зборуваш во емисија. Не сакам да го сватат луѓето сега тоа као жртва или нешто. Не, апсолутно не е таква поентата, едноставно каква поука извлече од тоа? Како се чувствуваше? Имаше ли некоја како беше прифатено друштвото? Дали знаат твоите другари за целата таа ситуација? Па да, мислам нормално. Види, имаше периоди кога не сум излегувал во град по 6 месеци. Например, добро се сеќавам, беше топло кога излегов и следниот пат кога излегов беше многу ладно. Да речеме, ете така. Често пати се сеќавам на татко ми, сум викам, бе, немам пари да почастам девојче у град. Излегов еднаш, имав таква ситуација, излегов пари у мене за 2 пијачки. Нарачувам ја пијачка, нарачува она, јас мојата ја пијам, што ја пијам, ја лигам, она нарачува втора. Шо правиме сега? Да. Знаеш, тоа е многу тешко и многу е незгодно. Види, ние нема што, сам сега како ти кажам, ако може и еден куп луѓе... Дури во тие години знаеме да им се налутиме на родителите што не имаше да ни Не сум се дадат налутил. многу повеќе. Не, никогаш. Никогаш сум бил сам спиев у ладна соба, да речеме. Мојата соба беше на исток. У зимно време ќе се појави сонцево, го имаш до 9 саат, до 8-9 у соба, после го немаш цел ден со ракавици. Сум седел у факултет, сум пишувал семинарски со ракавици. Јас немам проблем да, како ти кажам, сега ќе глумиме ние овдека. Апсолутно. Ме разбираш. Она што е многу важно е дека во тие моменти семејството треба да дише како едно и да има разбирање едни И да со се други. надмине тоа да... Да, јас се сеќавам сега дека да не беше наше мало, јас не знам како ќе поминавме ние тие 4 години, бидејќи со парите од наше мало ние практично го прогуравме тој период. Тоа беа сериозни пари кои што ние ги заработивме како деца у тоа време. И мислам дека тие пари не спасија како семејство да издржиме на тој пат нормално, со помош баба, дедо у тоа време и така натаму. Веројатно моите се, не ја знам целата приказка. Нас како деца тоа многу не ни интересирало, меѓутоа сепак сме покажали јас и брат ми како не знам како и на кој начин, меѓутоа многу зрело се однесувавме во тој период. Знаеш дека нема и тоа е тоа. Ме извадија другарите после 6 месеци, не дека и они нешто кузне колку излегуваа во град, меѓутоа го немаа проблемот со двајца невработени. Ме извадија у град, ме однесоа еднаш после не знам колку време, после тие 6 месеци. Кога се вратив дома сум плачел како мало дете, мислам, буквално се враќаш дома у 2 сабајле, прво си среќен од си излегол, второ си тажен, пошто знаеш дека е сега кој знае кога и си среќен од имаш такви луѓе околу тебе кои што те сакаат и те као Така. глумец нема да седиш дома ти денес. Јас викам другари немам пари. Океј, нема да седиш дома. Крај. Знаеш, Да. Тоа се работи кои навистина не се забораваат и тоа ти се другари претпоставувам до ден денес. едниот ми е кум. Ништо случајно, да. И она што ми е како траума, вака сега да се насмееме малку од целата ситуација, да се траума и да се насмееме, иста реченица, малце зезнато. Кај мене дома кога ќе отвориш фрижидер, без разлика дали постам, дали сум на режим, не е битно. Пршута мора да има, чајна мора да има, кулен мора да има, кашкавал мора да има. Зашто све тоа го немаше со години. И ден денес Каролина ми каде Дороти, дали си нормален, пости ме, не, тоа, кој ќе отворам сакам да го видам, дека е тука. Значи, Да, тоа затоа ме што знаеш како е реалити има, чек, да. тука ми е. Мислам, може би вака звучи глупо или нелогично, меѓутоа, тоа, знаеш, и она што исто многу битно, сакам да убатам една порака и до децава сега, до млади, што имат по 22, по 23, многу е фрлено на младинава. Има, не сакам да звучам како ние постари, као у моје време, не, ама имам чувство дека некако е фрлено многу на мора да е iPhone, мора да е патика, мора да е... И во наше време имаше такви деца. Да. Ама, другари, не ви треба тоа. Значи, не ви треба тоа. Јас мојот iPhone, знаеш кога сум купил iPhone, прошлиот март си го купив првиот iPhone. На 36 години. Првата кола се купив на 36 години.
на 35, моја кола. Жена ми имаше пред мене кола. Ме разбира, значи, сакам да ти кажам, се си доаѓа и сега што треба јас да правам? Сега треба, не знам, да купувам, да, сега ќе си купам и друга кола, нова. Ама таа е прва нова кола од салон ќе си купам сега, на 40 години. Мои другари... Не си во материјалното, апсолутно. Не сакам да ти кажам дека нема, не мора да возиш кола. Татко ми немаше ми плати кога наполнив 18 години да положам за кола. Мислам, не мора да ја возам, барем возачка да имаш. Нема возачка до пред некое време. Знаеш, сето тоа си е. Па еви сега, семејство на друго, ние 5 години со Каролина бевме поедени на одмор, например. Што е тука страшно? Сами сме купиле стан, сами сме се бориле, сами сме гледале дете, поддршка од мама, тато, баба, дедо, нормално, меѓутоа не збориме за финанси. Знаеш? И тука нема ништо страшно. И Кога последен пат си плачу? Па сега ми дојде малце вака. Искрено, ако продолжиш да зборуваш, ќе почнев и јас да плачам. Ама не сакам така да го доживеат луѓето, не ми е тоа. Не да плачам поради тоа што ова ти го зборуваш, него што искрено се восхитувам на убавите зборови кои што ги упатуваш како порака на гледачите. Ма не е клише, стварно не така дека да никој не треба да се срами од тоа што е, дека не е ништо страшно и на секому може да му се случи. Чи дали знаеш дека јас во автобус се возев до пред 2 години? Кога почнала глупости, ја затоа купив кола. Почнаа глупости, ова, има автобуси, нема, и ја реков, добро, не можам више со ова да се зафркавам, морам да стигам. Оти почнав да не стигам, знаеш, каснам, луѓе ме чекат со останок, еден со останок. Не е окей. Кој затоа купив кола? Мене ме правеа луд, дома жена ми вика, ти си ненормален. Идеш у сала денеска 1000 луѓе, утре дента си у автобус. А и зошто да не си? Мислам сега, како ти кажам, ние живееме во такво општество каде што на Балканот особено ние мораме да покажуваме. Ти го имаш Кијано Ривз кој што има милиарди, милиони, не знам колку пари има, се вози у метро, знаеш. Знаеш, не дека сега жена ми се. Јас спомнав као демек, зашто се луци имаш пари, купи си кола. Немам потреба, нервоза е кола. Се расипала мајстор, гужва, друг те чукнал некој ти. Вако автобусом господин ме возат, знаеш? Да. И уште може и ке си направиш муабет со некој од твоја Абе, знаеш какви публика. ситуации сум имал? Значи, седам у автобус, доаѓаат, луѓе се сликаме, имаш баби, некои што не ме знаат кој сум, кој е оваа будала. Зашто се сликаат со него, да. Го немам видено на канал, на МТВ, на Цител, на ова, знаеш, го немам видено на телевизија. Знаеш, тоа е, и се осеќав поблиску до луѓето, знаеш, тоа е тоа. Така што би се рекло славни а обични. Какви славни нема врска. Дали често знаеш да бидеш благодарен на тоа што родителите не те оттргнале од тоа што си го зацртал, оно што си го сакал и колку тие ти велеле дека можеби нема да заработуваш не знам колку од таа професија, колку на тој начин знаеле да делуваат на тебе? Не сме имале такви дискусии дома. Знам дека брат ми кога запиша психологија тука имаше. Абе, што ќе ти е тоа психологијата, иди батали, иди земи, учи нешто друго, нема пари од таа работа, нема ова, не. Меѓутоа, гледаме сега психолозите дека веќе почнуваат добро да заработуваат. Така И се повеќе имаат работа. Да, за жал, ама, мислам за жал. Тоа е трендот кој што доаѓа, да рече, сега јас во моје обкружување имам неколку другари што си одат на психолог редовно. И така и треба. Така и треба. Имаше една интересна приказна со твојата сопруга, Каролина, незиното име, така? Со што се занимава, не знам, Каролина? Каролина е во градежна индустрија, на една фина позиција. Си го работи. Сосема различно од оно што... Па види, она е македонист по диплома и е, да речеме, една уметничка душа исто така, од еден друг аспект. Сака многу да чита, сака да пишува романи, нема време. Тргна да пишува една книга пред 10 години, меѓутоа влезе у ова зградиве и плацевите и тие плочки, не знам, тамо тушкабини и батали таа работа. Меѓутоа сака театар, сака филм, сака серија, сака книга и дома ме малтретира, сега треба да ја правам библиотека некоја, пошто има, не знам, 300-400 книги, треба да ги наредиме. Кај ќе ги наредиме у 60 квадрата, не знам. Добро, ќе се снајдете. Да. Се што се сака се може. Има, кога реков интересна приказна, си имате запознаено на некоја утакмица, така?
Не, вака е. Ние се запознаваме во диско. Аха. Јас бев водител на еден настан вечерта, City Mall, мислам дека Фрајле беа, не се сеќавам сега. Мислам дека Фрајле беа на концерт, јас бев водител на концертот, нешто така беше. И не требаше да одам у диско вечерта, требаше да одиме на една пијачка, не знам што, отидовме на пијачка, не се уорни вечерта и завршивме у диско. Каролина со братовчетките незино се голема фамилија, не знам, мајка, татко по 5 браќа, по 6 сам таму, колку се милиарда братовчетки се братовчети, хаос. Голема фамилија и се оно со братовчетките тие 10-12 колку излезени тамо. И они не требале да идат од диско, и они за некако случајно сме у диско. Двајца сме случајно у диско. У еден момент Каролина се врти, бара келнер пијачка, позади мене е келнерот и му покажува на келнерот со пивото дека сакаш едно пиво. Ја мислам дека мене ми наздраво е. И мене толку ми требаше. Значи ја низ гужвата позади Каролина, братовчетки вика има една будала тука, сврти се позади. Тука стои. Така се запознавме. Ете тука останав, да речам, нели, после тоа ми кажа дека нити некогаш се бацила со некој прв пат што го запознала, нити играла со ти ни се пушти од Тоше Проевски песна. Леле, ова и на свадбата одеше, сега не ми текнува на песната, ќе ме утепа. Првиот танц ни е у диското, првиот бакнеш ни е у диското, танцот ни е у диското, песната ни е таа. А што е со утакмица? И сега, слушај, и сега тоа завршува све, ја ја испраќам на ке дома, она се оди со братовчетка и не знам што си од се. И 2-3 дена нешто ми крева на телефон, не ми крева, ми враќа, не ми враќа, ја упорен. Некако не можеше да ме откачи, отидов да се видиме, болна нешто беше и однесов нешто стокче едно друго. И утре дента утакмица Македонија Велс. Пред 10 години нешто така и сега играат Македонија Велс. Аха. Сега во март. И бевта, така? Да. И нели? Годиштина. Да, и Македонија Велс, отидовме на ми кажа дека многу сака фудбал, ја купив карти, отидовме, гледавме утакмица. После тоа отидовме да јадеме тост со последните пари, толку пари имавме. И некако тука се случи некоја магија и така тоа остана. И еве сега после толку години играа па Македонија Велс. Купив карти и викам не знам кај си, пошто на доста Да патува. прославите една деценија. Викам не знам кај си, ама те чекаат картиве и тостот после утакмица. Аха, супер. Значи направивте една реприза после Да, толку да, години. да. Го имате Војдан, Војдан има колку години? 7. 7 години. Значи 7,5 сега веќе. второ деление. Па не, прво е, ама у јано роден сега веќе Аха, 7,5. тоа го фаќа. Да. Од каде е идејата за стендап? Стендап е една специфична работа. Многу често знаат и водители да бидат стендап комичари, но најчесто глумци, нели по природа. Меѓутоа, оние кои се добри во театар, оние кои што се добри на филм, не мора да значи дека се добри стендап комичари. Повторно ќе кажам специфична работа. Кој ти беше, да речеме, пример твој, да, јас еден ден ќе бидам како него, или тој ми е идол, сакам да бидам стендап, мислам, комедијата е една специфична тема. Кој ти беше узор за една ваква работа? Па види, ние од тоа време немавме некој избор. Значи, ова е 2011-2012 година, интернетот не е баш вака знаеш, достапен на телефон и да си бркаш, да си наоѓаш све што сакаш да си најдеш. Мене како енергија на сцена ме воодушевувал секогаш Еди Марфи и Робин Вилијамс. Да речеме, таа е некоја енергија на сцена и што се вели она импровизација и брза мисла. Тоа е, да речем, вака на светско ниво. Кај нас ние во тоа време немаме избор. Единствено нешто што е најблиско до тоа што е денес стендапот и во тоа време го дава Буба Марата и Сашко Коцев. Ние немаме, знаеш, на друг кого да гледаме. Тоа беше единствениот момент каде што можеш да видиш конкретно како тоа изгледа во македонски услови, да речеме. Да, иако од регионот имаме доста кои. Добро, тоа е веќе втора да. фаза, знаеш, ти во прв момент си имаш 22-3 години, сакаш да го работиш тоа, те носи моментот, самата таа универзална сала во тоа време.
каде што беше буамарата и Сашко во тие години беше брилјантен, значи збориме 12, 13, 14 до 15 година, според мене се најдобрите буамари во историјата на буамара, која стана збор за хуморот, сега во другите работи, награди, тоа не навлегувам, не ме интересира. И знаеш, баш тогаш имавме ние како млада, како да кажам, уште незачната сцена, единствениот кој што може да одгледам беше Сашко. Таа сцена ја основаме јас, Маријан Георгиевски и Никола од Охрид. Маријан станува многу популарен со тие клипови на времето. Никола и јас пробуваме да пливаме, се бориме и тоа се тешки денови, конкретно за мене лично како артист, бидејќи бевме многу напаѓани или ако видат нешто што е интересно и смешно на она ниво, доволно смешно како на Сашко Коцев, онда го имитираш Сашко Коцев. У принцип публиката го препознава дека тоа е интересно и смешно, меѓутоа не знае како во тие години да го артикулира и ти вика нема врска, не имитираш никого. Денеска имаме 20 стендап комичари, нема муавет го имитираш ово или оно, туку луѓето бираат кого ќе гледаат. Да, и секој тоа го презентира на свој начин, да. Да, значи зборам сега за едно друго ниво на свесност кога станува збор за таа урбана култура. Тешка е комедијата. Колку вложуваш во твоите стендапи, колку знаеш, од секогаш ме интересирало како луѓето кои ја работат таа работа, значи ти си таму еден, ти треба концентрација од 1 час и половина, да ја задржиш публиката или се повеќе, нели да им биде интересно, да се смеат, ти е дошла таму за да им го разубавиш животот, денот и така натаму, да зборуваат утре за она што го слушале и гледале, а тебе не е тие денот. Како и секој жив човек, а тоа е многу тешко. Како успеваш тоа да го надминеш и што е оно што те држи, тој адреналин? Види, не знам, ти две ситуации. Едната е пресилна, нема да ја споделам. Една ситуација, пример. Ми пишува порака Каролина, јас мислам дека бев прилепили битола негде на настап, не се сеќавам. Сала распродадена, збориме за 600-700 луѓе. Ми стига порака на 10 минути пред настап, ние одиме со Војдан у Козле. Детево има 4 години. Знаеш, тоа не е информација што мене ми треба во тој момент, да. На 10 минути пред настап. Знаеш. И кога дојав дома утре дента, ми вика знам, окей, извини. Знаеш, не знам што да правам. Како успеа да го надминеш тоа? Нема, мислам, како ти кажам... Дали нема реприза на оно што го правиш? Тоа е во живот, тука си сега и оној кој што те гледал, ако за прв печаток нема втор, па значи кажам, оставаш... Имав ситуација, таа другата се нема да именувам, когаш починува блиско лице, мислам, близок човек до, како ти кажам, и починува на 10 минути пред представа на 15. Мислам, не добивам информацијата, починува дента, јас не знам. И брат ми праќа порака, знаеш, он не ни знае дека сум ја на настап. Исто во сала. Така да, тука нема, искачаш на сцена, луѓето платиле карти, некој купил карти месец дена пред настап, некој се сменил на работа за да дојде некој остил деца да му ги чува. Знаеш, немаш право тука ти на крајот од денот луѓето дошли да се забавуваат. Така, дали можеш да одвоиш некоја публика која ти е посебно, имате посебна љубов, да кажам, и си го добил најдолгиот аплоз? Ајде да ти кажам нешто у развој, да речеме, сега. Развиваме некоја посебна љубов со битолската публика, што е многу интересно. Јас сум прилепчанец по потекло, роден во Скопје. А се сакаат битола и прилеп? Значи, јас имам најлошата комбинација за еден битолчанец. Прилепчанец, роден во Скопје. Да. Значи, двата града со кои што они најмногу, нели, има триење, како да кажам. Така, шал. Да. Со битолската публика некако од пред 3 години развиваме, 3 години, 4 веќе развиваме една посебна енергија. Прилепската ми стана како дома, се осеќам како дома во Прилеп. А зашто си нивни? Па веројатно, не знам. Меѓутоа, најдолго што ми трае поддршка од публика, што најдолго ја добиваме од Штип. Сите мои големи проекти, сите мои битни почетоци, први крупни чекори ми се случиле во Штип. Првата турнеја во 2015 година, таа е прва во Македонија турнеја, се вика Тур де стендап.
прилично незабележано помина, бидејќи јас бев на сосема едно друго ниво и стендапот беше на сосема друго ниво, меѓутоа првиот настап ми е во Штип и беше распродадена салата. Во Штип имам распродадено со истата таа представа уште 2 пати 2 сали распродадено. Првата премиера на едно one man show кој се вика Just Merit, само што се оженив со Каролина, за 6 месеци напишав материјалот што Имаше материјал, Имаше материјал, и беше инспириран, да. И направи во Скопје настап, после 2-3 месеци првиот настап на Скопје беше во Штип. За туплаш штипската публика. Ама е тешка. Значи не се освојуваат лесно. Дури можам да ти кажам дека многу полесно ми е во Битола или во Прилеп. Штип некако без разлика што се осеќаме како тие како свој ме осеќаат. Јас ги осеќам како мои. Тешки се, крути се, сакаат малце да ги мазиш повише. Така, прочитав една информација дека имаш хонорар компензација. Значи, немаш добиено пари за некој твој настап, туку кантасирање. Дали е тоа точно? Ме зачуди, викам сега, че кој ми дужи пари, викам сега, чека да се сетам. Добро, ако има такви, еве кажи. Има еден филм до Балчак се вика 3000 евра ми дужат уште еве. Новата влада да ги расчисти долговите од старата влада, мислам. Од ВМРО исто така владата. Нема врска заборајана таа работа. Канта сирење, тоа е настап у Берово, тоа се мој почетоци 2012 година. Од каде ако не од Берово, мислам да добиеш сирење? Види, реално вреди да идеш да настапиш за канта сирење у Берово, да си бидеме реални. Настапот беше вака пазарен. Кафана некоја беше у Берово, сега ќе не сеќам како се вика, знам каде е точно ден денес, ама сега не постои другаче нешто е таму. 50 луѓе тука пред мене, договорот беше плати си го превозот, јас ќе ти платам спиње, канта сирење и ќе јадеш у кафанава 2 дена. Супер понуда. Мене ми беше, знаеш, тоа е оној момент кога сакаш да успееш и само ти е битно да собереш искуство, нешто што денешниве млади играчи што се појавуваат сега на сценава немаат потреба од такви екзибиции, бидејќи веќе сцената е изградена. Ние ја изградивме сцената како основачи на почетокот, се појавија после и други кои што дадоа нели секој по некоја цигла во куќава, ја изградивме. Сега веќе имаш. Добро, се дружите меѓусебно. Па да речеме сега јас и Маријан Гргиевски од најлути ривали сме на сценава, можеби на стендап сценава како најдобри пријатели, вака да кажам. Бевме лути ривали до пред некоја година. Сега сме најдобри пријатели. Добро, сепак мора да има конкуренција за да можеш да бидеш подобар во тоа што го правиш. Конкуренцијата треба да е позитивна работа, не да е негативна. И здрава. И здрава. Да, мислам да ја гледаме низ призма на она што треба да го сватиме како сцена и како артисти е дека кога правиме големи ствари, кога правиме големи работи, треба да сме свесни како тоа влие врз големата слика. Јас секогаш се трудам моите големи работи што се мој како Бојан Велевски да тоа што ќе го направам да има позитивен импакт врз сцената, а не обратно. Така, дали мислиш дека публиката се повеќе сака стендап комедија? Да, ние сме се сега. Повеќе им фали на луѓето да се насмеат, да слушнат нешто од реалноста. Стендапот е во ренесанса сега во Македонија. Овој период ќе трае неколку години, треба да го искористиме добро, да сме паметни како артисти, не да го истрошиме на сила и вештачки пред време. По секоја цена, да. Да го дозираме, да не полниме вештачки настани од типот на со тикет инженеринг, односно ај са ние ќе најавиме настан на 1500 луѓе и сега ќе ги даеме картите по фирми и ќе објавиме дека сме го продале тоа за 24 сата. Тоа е вештачки. Тоа не е природно и само носи штета и на артистот и на сцената, бидејќи се ствара еден вештачки бран кој што ќе роди само вештачки работи, нема да роди природни работи. Знаеш, не може од вештачко да се роди природно. Така да треба да сме многу паметни, мудри и да играме паметно, бидејќи овој ренесансен период ние сме мал пазар, мала држава, ќе трае неколку години. И треба да го искористиме да растеме постепено и да ја дозволиме и на публиката да расте постепено со нас. За да можеме природно да стигнеме до повисока цена на карти, не вештачки. Ако е вештачки, ја трошиме пребрзо таа ситуација. И комедијата, и хуморот, и сцената, и публиката на крајот од денот, и ние како артисти се трошиме премногу, знаеш. Така да публиката сака стендап, доаѓа, плаќа карта, имавме ние проблем до пред 3-4 години. Публиката имаше одбивност кон стендапот да плати карта. Ние по кафиче настапувавме без карти.
Сега ти готово да немаш настап у кафич без карта веќе за театрите нормално и во театрите веќе картите се по 15, по 20, по 25 евра, така што има желба и има активна публика, што е многу важно. И таа е се поголема. Така, супер, упорна. Од целава тоа некако приказна можам да заклучам дека упорен си во она што сакаш да го правиш, дека не може поинаку. Позитивно упорен или негативно, пошто тоа може да биде Позитивно упорен, не по секоја цена, но успехот секогаш е тука ако го правиш тоа од срце, ако вложиш многу труд. Некако од Па план ти треба. се ова што го слушнав. Без план. План и пари. Дали никогаш планот не може да биде кога ќе речат не оди се по план, меѓутоа кога ќе зацрташ дека нешто и веруваш дека нешто ќе се оствари, ако веруваш во тоа сигурно ќе биде Па така. еве се, например, јас направив турнеја во 2023 година, која што стварно немаше празно столче. Меѓутоа јас таа турнеја сум ја зацртал 3 години пред да се случи. Па да си верувал во неа, дека ќе Не биде сум успешно. работел за да се случи. Значи јас викам, јас сакам турнеја за 3 години. Ајде да работиме на тоа. Ти знаеш што ти како се овие алгоритми што пишуваат или оние кодови. Знаеш кога ќе ставиш нешто и се вака ќе ти искочи тој главниот код и под него искачаат еден куп други работи. Така и тоа. Ја запишуваш ти дека сакаш за 3 години да ја направиш. И самата цел ќе ти ги роди малите задачи што мораш да ги извршиш за да стигнеш до главната цел. До главната цел. Така да тоа е да речам вака у 5 црти Формула за успех. формула, мојата формула, не значи Твојата, така. дека е единствената, далеку од тоа. Така, ти благодарам што беше дел од животна приказна, што слушнавме некои интересни работи за твојот живот и се надам дека публиката и понатаму ќе те слуша на јавни места каде што имаш стендап. Не знам што е актуелно сега во моментов. Се спрема голем проект летово заедно со Маријан Георгиевски и со Прагма продукција. Спремаме нешто многу големо, така да ќе види јавно, мислам цела Македонија ќе го види проектот, нема да го промашите. Така? Да. Уште ништо ќе ни откриеш некои детали за Па- заедно со Маријан ќе биде стендап или Не, ќе бидеме ние двајца. Оваа представа што ја правевме за во февруар месец за Трифун и Валентин ќе ферментира малку таа представа, ќе ја надоградиме, ќе ја прошириме, ќе го промениме насловот, ќе напишеме нешто ново, ќе дополниме, бидејќи публиката искажа огромен интерес за нас двајца на сцена паралелно, им дојде како еден стендап спешал. Сепак и јас и Маријан сме два различни стендап субјекти кои што имаат различна публика и таа публика си доаѓа и имаме една лојал фанс публика која што сака да не види и посетивме дека има голем потенцијал и сакаме да го искористиме тој потенцијал да ова што велам да ја надградиме македонската стендап сцена со голем проект кој што ќе донесе повеќе работи и за останатите колеги. Супер, тоа е добро. Ти благодарам што беше дел од животна приказна и ти посакувам успехи во новиот проект и понатаму. Се гледаме нека друга прилика. Ти благодарам и ова е за мене ретко едно вакво Издание. Па да, обично знаеш сега треба да кажеш нешто смешно, нешто интересно, се надам дека на гледачите не им бев досаден. Никако, секако, тоа е твоја работа да ги смееш и да бидеш позитивен во секој случај. Ти благодарам уште еднаш, ќе им се заблагодарам и на нашите гледачи кои ги очекувам повторно за 7 дена на истото место.